Дали воопшто некој од функционерите на СДСМ брои ситно или сите се комотни во функционерските фотелји, бидејќи премиерот Зоран Заев никако да замета, иако тоа го вети уште во мај. Сега да нов термин за смена на министри. Тоа ќе било крајот на јуни. Ќе биле сменати 8 министри и над 20 директори. Премиерот со денови прави рече па порача, а министрите чекаат токму на него, барем така велат пред камерите. Од првиот ден натаму мандатарот, односно премиерот, е тој кој што нормално оценува работата на министрите, исто така тоа го прават и граѓаните, така да сето она кое што го кажав и минатиот пат е дека врз база на неговите анализи кои што ги прави, нормално е да премиерот донесе соодветни одлуки. Чистката за министри требаше да биде завршена на почетокот на јуни, а пак за директори на јавни претпријатија за средината на месецов. Но за сега метлата ни таму не заиграла. Директорот на државните патишта со рече иста изјава како и Сугаревски. Одлуките за метла ги носел Заев. Јас ја гледам и си ја работам работата. А тој што треба да мери, да сече и да цени е премиерот, негово апсолутно правото, така да воопшто не сум оптеретен со тоа. На вчерашната седница на социјалдемократите, првиот човек на владата истакна дека чистката ќе ги зафати не само министрите од СДСМ, туку и од другите политички партии кои се дел од владината коалиција. Има промени на раководни структури и покрај од Социјалдемократскиот сојуз и од другите политички партии, значи што учествуваат, вклучително и ДУИ. Втората средба Ахмети Заев за реконструкција се уште не се случила, па останува неодговорено кој од министрите од ДУИ ги жртвува Ахмети за спас на политичкиот брак СДСМ ДУИ. Се погласни за шпекулациите дека крупни промени ќе има во економскиот сектор. Останува отворено прашањето дали единствениот министер од ДУИ во ресорот на економијата, Кришник Бектиши, ќе биде дел од чистката на Заев. Најавите за метла уште од старт не идоа на нож во ДУИ, откаде главните партиски актери на интегративците порачаа дека тие одговараат само пред нивниот лидер Ахмети.